Почитувани гледачи, задоволство ми е да ви посакам добре дојде од ова студио. Веќе знаете дека ќе позборуваме за тоа како да бидете здрави, да останете во добра форма. Меѓутоа, овој пат нема да зборуваме само за физичкото здравје, туку ќе позборуваме малку на подруга тема. Денеска гостин во студиото ми прави нашата добра пријателка и многу честа гостинка, психологот и психотерапевт Мирјана Јовановска-Стојановска. Веќе знаете дека ќе позборуваме малку за психичкото здравје, за тоа како таа кондиција да ја одржиме, ќе позборуваме за тоа какво, дали се поклопува сликата што ја имаме за себе со она како не доживуваат другите, и од друга страна дали сликата која што имаме за себе е навистина реалната или можеби претеруваме во нагорна или во надолна граница. Предпоставувам дека оваа тема ќе биде особено интересна, бидејќи самодовербата, претераната самокритичност, претерувањето во кога станува збор за оние кои што се перфекционисти, верувам дека оваа емисија навистина ќе им помогне. Морам прво да ве прашам колку ова сето што го набројавме и за кое што се договоривме дека ќе поразговараме е проблем кај нашите граѓани. Па, ја мислам дека кај секого од нас помалце е проблем. Треба да се учиме како објективно да гледаме на себе, како што учиме како објективно да гледаме нели на светот. Малце е тешко да се стави една точна линија да кажеме што е вистина, што е објективност, заради тоа што ние светот го перцепираме повеќе отколку што го гледаме, нели? Знаењето за светот и оние информации што ги добиваме поминуваат низ нашето минато искуство, низ она знаење што ние го имаме внатре и така добиваме за слика за се околу нас. И колку да тоа е индивидуално обоено, субјективно обоено мислењето, сепак би требало да тежнееме да биде некаде во рамките на нешто што го добиваме како фидбек, како одговори од социјалата, од средината во која што живееме и луѓето со кои што живееме, во однос на тоа какви сме ние или кои се нашите способности, како ние гледаме на другите. Бараат ли често граѓаните професионалец кога станува збор за овие прашања? Па често сега, ја мислам не доволно често, затоа што гледам дека доста луѓе се мачат нели во тоа дали отидле во едната или во другата крајност, барајќи од себе си перфекционизам, очекувајќи дека се што ќе сработи треба да биде перфектно направено, без никаква грешка, и тука се огромни очекувања со кои се измачуваат себе си и тогаш како да нема смирување, нели уште нешто, уште повеќе, уште подобро, што личноста не ја води кон задоволство од живењето. Од друга страна па постои другата крајност кога имаме претерана критика, односно доживување дека ништо што сме направиле не е доволно добро, и уште едното е се што сме направиле е многу подобро него што навистина сме го направиле. Значи, било кои крајности да отидеме, нема да ни донесе да се чувствуваме добро во сопственото живење, затоа што ќе бидеме заглавени во тие размислувања, во тие очекувања, во тие критикувања на себе си и нема да видиме радоста и убавите работи што се случуваат покрај нас. Колку претераната самокритичност знае да биде проблем? Ово обично е најчеста ситуација кај оние кои што претеруваат со тоа дека секогаш мора да го направат најдоброто, да го извадат најдоброто од себе, да бидат оние кои што се перфекционисти? Па, тоа е страшно оптоварување, мислам, во секоја сфера на животот, нели тие што се перфекционисти, некои сепа не признаваат дека дошле до таму, некои не го кажуваат тоа како отежнење кон перфекционизам, него таа самокритика е начин како да се намали вредноста на се што е направено. Значи, тие се две слични ситуации, ама скоро со сличен резултат. Луѓето кои се го имаат тоа во себе и си го прават себе си тоа, се во постојано барање, постојано смислување, постојано преиспитување, постојано критикување. Тоа е големо измачување. Да. И многу убаво може да се види тоа дека и во двата случаја пати многу самодовербата, затоа што никогаш немаме доживување дека сме доволно добри за работите што ги правиме.
Што е со оние случаи кога мислиме дека правиме нешто премногу добро, а всушност тоа е можеби навистина лошо? Па да, има и такви. Дали сме доволно, веројатно не сме доволно свесни, нели, за кога го правиме тоа, во еден момент да се сетиме и да речеме чекај, ова не е толку добро колку што си замислувам, или можеби кога ќе дојде од надвор, од околината, кога некој ќе ни каже па и не си толку добар колку што мислиш, тоа знае навистина да не отепа, така да се изразам народски. Да. Па, знаете како, и во едните и во други, значи во било која крајност, постои некоја позадина зашто сето тоа се случува. Зошто луѓето одат тежнеат кон перфекционизмот, зошто многу се критикуваат, зошто не ја гледаат реалноста, него се заглавени некаде внатре во своите мисли, затоа што завршуваат некои работи што никогаш не се завршени, некои релации, некои односи со родителите, со тие што ги воспитувале, со оние што ги критикувале, зашто ние сите на некој начин се однесуваме кон себе си така како што другите се однесувале кон нас, оние што не воспитувале и не пораснале. Секогаш кога некој ќе дојде на психолог, вика, вие секогаш почнувате од родителите како да се они најкриви на светот. И јас сум родител и мене така не ми се допаѓа таква реченица или изглед, таква варијанта. Ама навистина некаде таму од рано во детството се добива основа за се понатака. Децата кои никогаш не добиле браво, кои не биле гушкани, никој не им кажал дека се доволно добри, дека супер е тоа што го направиле, дека и покрај тоа што има грешки, одлично изгледа тоа што го создале, дека на крајот на криштата и не мора да биде перфектно, доволно што е автентично и што е само нивно, дека начините на кои што ги прават е доволно што се автентични и нивни, да се поштува креативноста, да се поштува начинот нивни автентичен на размислување, нема да доведе до да се развијат вакви подоцнешни проблеми во однесувањето кон себе си и кон другите. Разликата меѓу она како се доживуваме самите и како не доживуваат другите, или како се доживуваме самите со она што навистина реално сме, многу често знае да има голема разлика тука. Како еден психолог може да му помогне на човек кој што има проблем со ова, се доживува многу поинаку од она како го доживуваат другите, или разликата е голема меѓу тоа каков е реално со тоа како се замислува себе си, перцепцијата за себе нели е многу. Да. Па, знаете, и психолозите, исто, секој има некој свој субјективен начин како го гледа психологијата и како гледа на луѓето, кои вредности кај луѓето ги цени, за кои вредности се залага, што мисли дека е кај некого добро или лошо. Така да, нели, како и секој човек, психологот исто нешто прави по свое. Но постојат тестови, постојат некои мерила, значи, постои статистика која може да допринесе да се приближи, нели, сликата за некого до некои реални рамки, односно ако земеме реални рамки, дека е некоја златна средина која се преферира во општеството и во кое што се живее, затоа што па секое општество, секој социум има своји мерки и своји стандарди, што е добро, што е лошо, колку е подобро, колку полошо. И ние, за да навистина имаме некоја слика за себе, нели, тука локално кај што сме, можеме тоа да го добиеме. Значи, постојат тестови со кои што се мерат одредени способности, се мерат начини како функционира личноста, постојат и други мерки, нели, во светот, таму каде што функционираме, за тоа колку е успешна нашата работа, постојат мерки за тоа колку луѓе, например, со кои што, например, јас како психотерапевт, кога повеќето мои клиенти ми даваат позитивен фидбек, одговор на оно што го добиле од мене и на процесот ни што и кој поминале, јас го мерам со моето чувство што јас мислев докаде сум стигнала, нели, во мојот напредок во мојата професија. И
нели, ако ги земеме како некоја златна средина, тука некаде јас ќе се најдам, ќе видам дека добро е тоа што го правам, значи окей. Так. Дека е оптимално добро. За повеќето луѓе им помага. На оној луѓе од кои дошле можеби некои жалби или кажале дека нешто не им се допаднало, наместо да го искористам за критика на себе си и да си удрам 2 шамара од Сабајле, можам да го земам како репер за тоа што јас ќе научам од тоа. Так. Затоа што нели сите нема да се допаднеме на секого и секој метод нема да секого да му одговара. Значи ние можеме да видиме дали можеме нешто на тоа поле да направиме, да го расшириме нашето знаење, или кога ќе дојдат следните луѓе со слични проблеми, да им кажеме дека ние не можеме да работиме на тоа поле, дека нашите способности се до тука. Значи, затоа е потребно да ние по-реално ги знаеме способностите, барем ете во професионалниот дел, докаде можеме и колку можеме објективно да работиме, слушајќи ги оние со кои што сме соработувале. Значи, постојат во професијата такви мерки, во психологијата постојат тие други мерки, како што ги спомнав тестовите, значи, би требале од време на време, без разлика во која крајност сме отишле, со критицизам, со перфекционизам, со очекување од себе си многу, да погледнеме што светот ни кажува за тоа како ние функционираме, бар да си ги прашаме другарите, или ако нешто тоа на вистина длабок процес во нас се одвива, ете да отидеме на психолог и психологот да ни помогне со некои објективни мерки да дојдеме до тоа како ние внатре функционираме и како сето тоа да го донесеме до некој оптимум. Таа разлика која што споминавме меѓу тоа како се доживуваме себе со реалното и како не доживуваат другите да бидат сведена на минимум, така? Да, па има предходно ние зборувавме пред да почне емисијата, постојат вежби во кои што мислам многу интересни резултати се дадени барем за нешто што може да се измери, зашто кога зборуваме за психологија, некогаш мерките ни се малце тешки, нели да измериме личноста, да измериме психолошкото, емоционално функционирање. Мерките се дадени во сантиметри, во висина, должина, широчина, за премина, например, на човечкото тело и дадени им се на луѓето графикони во кои треба они да ги потполнат графиконите, да кажат, например, колку се високи, колку е нивниот струк, колку се должината на стапалата, не знам, какви се очите. Так. Во многу случаи, онаа слика што ќе опишат они за себе си, и потоа реалната слика, после измерувањата со сантиметар и опишувањата, и кога ќе се нацрта фигурата, се различни. Значи, доживувањето на тоа како ние себе си физички се доживуваме е различно од тоа како физички изгледаме вистински. Поаѓајќи од тоа, можеме да замислам што се случува на психолошко ниво, како ние замислуваме дека изгледаме, нели како функционираме, што правиме, и она што реално се случува во нашиот живот. Така. Можеме да направиме кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа ќе се вратиме во студиото. Јас, драги гледачи, ќе ви најавам само дека можете и вие да се вклучите во емисијата веднаш по рекламите, доколку сакате со нас да споделите некој искуство, нешто да не прашате. Се надевам дека таа перцепција која што нашите гледачи имаат не е многу различно од она реалното и од она како ги доживуваат другите, меѓутоа доколку е различно, еве можеме да колку што ни дозволува, нели, овој медиум да поработиме и на тоа. Се враќаме веднаш, останете со нас, ќе ви дадеме можност и вие да поставите прашање. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Македонска филхармонија наострете ги сетилата за концертот со наслов Враќање. Големиот пријател на Македонија, маестро Дорон Саломон од Израел, по долгогодишна пауза повторно ќе застане зад пултот со оркестарот.
Солист е фантастичниот руски виолинист Сергеј Крилов, кој ќе го изведе најпопуларниот концерт за виолина и оркестар на сите времиња од Феликс Менделсон. На програмата е омилената руска симфонија број 10 од Дмитрий Шостаковиќ. 23 април, дом на АРМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Живееме во време во кое технологијата ни овозможува точно и прецизно да ги организираме нашите обврски. Во време во кое точно знаеме кога да пристигнеме на потребната локација. Во кое многу лесно можеме да го пронајдеме местото каде што треба да пристигнеме. Време во кое на едноставен начин можеме да ги избегнеме редиците чекање или пак полесно да го организираме редот. Мој термин е создаден да го организира времето на пациентите и на докторите. Преку овој систем се става крај на долгите редици пациенти во здравствените установи. Пациентите знаат во колку часот им е закажан и каде ќе им биде извршен прегледот, а докторите имаат информација за бројот на пациенти за кои се закажани прегледи кај нив во одреден ден. Со електронскиот систем за закажување прегледи и интервенции, мој термин, македонското здравство оди во рекорд со новото време. За подобро и модерно здравство. Is this the high? Just let it go, enjoy the ride. Without the low, there ain't a high. Ba, 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 ba. Повторно сме назад во студиото, тоа беше кратката пауза за рекламите. Сликата која што ја имаме за себе и сликата која што другите ја имаат за нас често не соодветствува со тоа што е всушност реално. Токму за тоа разговаравме во изминатите 15 на минути со Миријана, нашата пријателка, психолог и психотерапевт, која што често можете да ја видите со нас во ова студио. Од овој момент натаму само ќе ви најавам дека веќе можете и вие да се јавите во емисијата, доколку сакате да на Миријана да поставите прашање или да го прокоментирате она кое што го зборувавме. Се согласивме дека е многу важно како родителите ќе влијаат на децата, како она претерано фалење кога не дека татковците не го прават, меѓутоа еве примерот ќе го земам кога една мајка си го фали детенцето како убавна мајка, најубав, најуспешен, како и да веќе ги фалат своите деца. Да почнеме од најмала возраст, како тоа влијае кај детенцето, доколку го слушне тоа постојано фалење од неговата мајка, каква слика има за себе, како потоа доаѓа во судир тоа со она што другите другарчињата или можеби роднините и пријателите го имаат како поим и слика за него, па понатаму нели кога расне ќе дојдеме до тинејџерите кои што навистина е важно да работат на таа самодоборба. Можеме да почнеме од најмалите и од претераното фалење од страна на нивните родители. Па да, као што претераното фалење и претераната критика секогаш доведуваат до некоја последица, нели? Ова беше сигнал дека имаме гледач. Ќе причека нашето прашање, односно моето прашање, да му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете доколку имате прашање. Да, вашата гостинка, почитуваната психолог, може да ми одговори каква е разликата меѓу чувствата и емоциите, ве молам. Иако не е прашање на темата, меѓутоа ќе одговориме на гледачката. Вака се, чувства и емоции, прво треба да видиме која дефиниција гледачката разбира, што чувство може да биде само превод македонски од емоции. Можеме така. А ако зборуваме за сензации, за чувства, за сензорни сетила, да ги почувствуваш. Знаете, нашиот јазик е малце ограничен во некои описи, или барем треба да побараме подобри синоними, нели, во речникот, за да точно опишиме што уствари нас не интересира. Чувство може да биде емоција, значи као јас се чувствувам некако, или чувствувам дека нешто допирам,
Или дека мене бен што ме допира, или чувствувам, значи може да биде опис на нешто што е како сензација, нели, нешто каде што учествуваат некои други нерви, сетилните, и чувство како емоција. Емоција и чувство, значи ако го преведеме тоа емоцијата, е нешто што се случува во нашиот организам во момент кога имаме некој настан овде, и тоа што во нашиот организам се случува ни покажува какво значење тој настан има за нас. Така. Се раѓа некоја емоција, се раѓа некое чувство. А чувствата и емоциите, освен од настани на двориште, може да бидат поттикнати од нашите мисли. Од размислувајќи се, ќавајќи се за нешто или правејќи фантазии за нешто во иднината, ние можеме да предизвикаме чувства или емоции кај нас. Да чувствуваме допири, да чувствуваме дека нешто не допира, да чувствуваме топло-ладно, односно тоа е нешто што се случува на површината на нашата кожа, која ни прави контакт со околината околу нас, и ние на тој начин комуницираме со околината, имаме чувства, сетила, нели, да гледаме, да слушаме. Значи, затоа треба точно да одредиме дефиниција на она што треба, ама еве, јас пробав да ги се надевам дека ќе помогна на гледачката. Јас им најавам и на останатите гледачи дека можат, односно само ќе повторам дека веќе можат да не побараат. Еве веќе имаме и втор гледач на линија. Добар ден. Добро утро и среќно утро. Поздрав до водителката и до гостинката, која многу го почитувам, и сите нојни емисии ги гледам, и сите нојни емисии се јавувам, оно колку се ќава, ја не знам, од Коцана и Славица на телефон, и сега ви многу ова темата ве слушам, и сега јас паѓам од тие мајки, ја имам 3 ќерки, 3 зета и 6 внучиња, и кога беа тука мали ќерки ми се ги сакаа, ги фале, секој пат даваа пофалби, и сега со сите 3 мажени, сите имат по 2 деца, 4 студента, 20 средношколци, и се прекрасни мајки, жени, снаи, сопришо, кажам се, и кога ги видам, се нек не видим и беа сите на гости на семеен ручок, и секој пат кога ќе ги видам да идат од надвор, тупкам, чекам, по 5 пати ќе излезам до тарасата, и кога ги видам, убавина мајка, личнина мајка ќе речам. Они смеат се сите и зетовете и ќерките и внучињата. Лицето ми кажува колку се деца задоволни, ако се големи, ако се мажини, најголемата е 45 години, малата е 35, ама гледам децата се за мене се они деца уште. Они се радуват и внучињата викат или пак одава па сами без нив. Убавена баба, лична била, леле си не шо тоа фалење за кој што. Многу го изгледате. Абе децата и стари и мали сите литат од среќа. И сега седеме да ми каже психологот во што ми случува. Сега кога дојдат сам среќна, кога седат пиеме, јадеме, шалеме се, смееме се, почитувам ги, почитуват ме сите, се добра. Ако ќе се отидат, многу се чувствувам тажна. Да ми каже, Миријанчето, наша убава, што ќе каже за оваа работа, што се така чувствува. Поздрав, имате пријатен ден, се наубаво. И благодариме на гледачката која што се јави. Ете таа по тоа постојано фалење, нели, кој што го прават, ете мајките и бабите во случајот. Можеме да одговориме на гледачката? Мислам, ако тоа не се прави постојано и не се прави кога и навистина се греши, и кога навистина се случуваат некои работи каде што можеби би требало да му се воочат на детето дека треба прави дека прави одредени грешки, дека може би требало по инаков начин да најде, да комуницира со другарите, да ги прави работите и така, тоа може да биде многу здраво и е потребно, затоа што знаењето дека сме најубави и најдобри за нашите родители е нешто што лежи во базата на нашата самодоверба, на тоа како се чувствуваме себе си, колку ќе се прифатиме себе си, дека сме доволно добри баш такви какви што сме и дека некој многу не сака баш такви какви што сме, несовршени, со грешки, со сето тоа што го носиме. Не постои точна граница кога некој ќе ви каже до тука ќе го фаливете детето, од тука ќе кажувате или ќе го критикувате. Ја мислам дека таа граница од другава страна не треба да биде критика, него би требало да им биде еден многу добар начин како на детето да му се воочат работите кои можеби за него не се доволно добри. Да се зборува нели за пороците кои постојат во животот,
за можните грешки во животот, за начините на кои што ги решава проблемите ако детето се тепа, например, што би можело друг начин да најде како да ги разреши проблемите со своите другарчи. Ако не учи како да го разреши проблемот со тоа што, например, доживува некој професор дека му е противник или дека нешто се случува со другарите во школото, односот кон родителите, значи постојат начини како на детето да му се воочат некои работи, да му се кажат наместо на вистина да се искритикува затоа што со тоа што направи, зошто го направи или поставување на некои такви риторички прашања нема да доведе кон ништо. Детето нема да ги знае одговорите, а едино што ќе се чувствува е дека е искритикувано недоволно добро и недоволно сакано. Како треба да ја прифаќаме критиката? Кога сме веќе овде, морам и ова прашање да ви го поставам. Треба да одмериме кој ни ја дава критиката, на што се однесува, за да знаеме до каде е, нели? Да, тоа е веќе добронамерно. Возрастен човек, кога имаме изградена личност со изградени одбранбени механизми, кога знаеме да интелектуализираме, рационализираме, да негираме нели сите тие работи да може да си ги користиме, и кога ќе добиеме критика од некого за било што, ние можеме да ја простиме низ тој процес, значи да не дозволуваме ништо да влегува веднаш, нели, како викаат наши, да си го ставиме на срце, него да ја обработиме тоа што сме го добиле, информација, како секоја информација и критиката информација. Да ја одработиме и да видиме дека можеби во тоа и постои нешто полезно за нас или не постои. Ако постои нешто полезно, ние може да извлечеме полука и да го земеме тоа. Ако не постои ништо таму, ако тоа дошло од таму како нешто што треба да ни удри шамар или затоа што треба да не направи да не се чувствуваме доволно добри, ние не мора ни да го земеме тоа. Значи, ама тоа е процес кај еден возрастен, зрел човек. Малите деца се многу подложни дека затоа што отворени за љубов, за заштита, за чувство на безбедност, за некој да ги прифати и да ги разбери, тие ги собираат сите тие работи од возрастните, особено од најблиските кога доаѓаат критиките. Само ги проголтуваат и како такви они цели седат во нив внатре, затоа што и не постои личностен апарат како они да го изфилтрираат сето тоа, па да одлучат што е добро за мене, па што не е добро за мене, па јас сега еве ова што ми вели дека ме сака, јас ќе си го земам, а ова тука нема да го земам. Значи они земаат се внатре. Така да многу треба да бидеме внимателни кон децата како ги критикуваме, како им ги воочуваме работите. Значи школото особено најголем дел, нели, низ едукацијата која поминуваат од многу критики од родителите и од воспитувачите и од наставниците добиваат, што ги тера како со намера да бидат подобри, да постигнат повеќе успех, а од друга страна тоа уствари да не го даде тој резултат. Значи, треба да мислиме дека децата немаат начини како да се заштитат од нашите критики. Само ќе ја голтнат критиката. Што ќе биде и како ќе се развие понатаму таа критика е различно кај секого, во зависност тоа како ќе се изгради личноста. Во секој случај критиката не е позитивна, не постојат позитивни критики. Постојат позитивни воочувања, начини на кажување, а во моментот кога критикуваме ние се ставаме во позиција јас знам, а ти не. Ти не знаеш. Јас ќе ти кажам како треба ти да правиш. Така. И тој што е критикуван секогаш се чувствува лошо. Така да кога ги критикуваме децата или кога сакаме нешто да им кажеме, да се сетиме дека им правиме лошо чувство кога ги критикуваме. Значи да најдеме некој начин и како да не го направиме тоа. Затоа што тоа дете понатака во животот ќе се критикува себе си и ќе критикува се друго наоколу. Верувам дека многу од гледачите ќе се пронајдат во ова прашање, бидејќи се однесува буквално и на мажите и на жените. Жените често градат лоша слика за себе во однос на физичкиот изглед, меѓутоа од друга страна тоа е вистина и за мажите. Мажите можеби претеруваат со оној бодибилдинг, со одење во теретана, а жените претеруваат веројатно со диети, исто така со одење во теретана. Еве имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност на гледачот, а потоа ќе го одговориме прашањето. Добар ден. Гледачот се исклучи. Колку е тоа лоша слика за себе или градење, бегање од сликата за себе со претерано изгладнување со диети, претерано одење во теретана?
Може ли да се смета како градење на нешто поинаква слика од она што реално сме? Да, сигурно. Значи, често пати тука имаме не само слика која ја замислуваме, него дури и телесното доживување влегува во тоа. Значи, отишло даба, толку она што зборувавме, значи, од детството, кога се развива едно чувство кај детето дека е недоволно добро и недоволно прифатено, или дека она што е негово и автентично не е доволно добро за да биде сакано од родителите, детето се откажува од тоа и гради една друга слика која мисли дека ќе биде поприфатена од луѓето околу него и дека така повеќе ќе биде сакано. Так. Кога ќе порасне, тоа она првичното веќе не е препознатливо, ама тоа се случува кај возрастните, нели? Градиме слика за себе си, се трудиме да изгледаме некако или да правиме некако, како што мислиме дека другите повеќе ќе не ценат или повеќе ќе не сакаат. Так. Откажувајќи се од својата автентичност и од навистина добро чувство со сам себе си. Јас сум окей. Ние знаеме дека претераното вежбање, претераното држење диета, како што и врховниот, нели, врвниот спорт и не водат кон здравје. Так. Него кон оштетување на здравјето. Значи, секоја умереност во доживување на себе си, во вежбање, во водење рачун за исхраната, во водење на еден умерен начин на живење, води кон тоа да се подобри нашето психофизичко здравје. Секое претерување, односно градење на некоја слика како сето треба да изгледа и постојано трчање и ловење на таа слика, дали овде е уште добро, дали треба да изгубам уште пола кило, дали треба уште 2 сантими да добијам во бицепсот или нешто води одново кон страшна иритација, фрустрација и незадоволство од живењето. Так. Гледачката која што се јави пред малку ви постави прашање кога се разделува, бидејќи сме на крајот на емисијата, јас овде ќе не сме го заборавиле прашањето, јас го имав на памет, меѓутоа го чекав крајот на емисијата. Праша кога ќе се раздели со децата кои и внуците кои што постојано ги фали и толку многу им се радува кога ќе ги види, кога ќе се раздели од нив, кај не за настапува тага. Можеме буквално накратко, бидејќи сме на крајот на емисијата, да ја одговориме на гледачката. Како да се справиме со тоа, кога со нешто се разделуваме, кое што ни прави толкова радост, толку не позитивни емоции буди во нас? Ми буди така затоа што е тажно, затоа што после едно такво убаво живење и со луѓето што се сакаат, се разделуваме, но идејата дека тие се тука, дека можеби ние можеме нешто и за нив да направиме, да отидеме и ние на гости, да ги викнеме одново, да бидеме со нив, да знаеме дека они се среќни, дека се им се случува, може да ја намали тагата. Потоа, зафатеноста малце со себе си, посветување на внимание на себе, содржување на личното здравје, кондиција, значи психофизичко здравје целосно, за да си го продолжиме квалитетното време со поминато со луѓето што ги сакаме, исто ќе ни одземе доста време и да си најдеме нешто многу не интересира во животот, за да малце помалце мислиме на оние часови, на оние часови кога сме сами без оние што ги сакаме. Так. Се надевам гледачката е задоволна од разговорот. Сите оние кои што немаа можност во изминатите 30-35 минути да не прашаат нешто, вие сте редовно наш гостин. Се надевам дека на некоја следна тема ќе имаат можност гледачите да ви постават повеќе прашања. Навистина се надевам дека им помогнавме со темата која што ја избравме и со сето оно што го опфативме. Јас се надевам дека тоа овак барем ќе ги поттикне да размислуваат за себе си, да размислат како може да го направат својот живот поквалитетен, да ја побараат својата автентичност и да сватат дека такви какви што се доволно добри да бидат сакани и прифатени. Так. Ви благодарам многу.
Почитувани гледачи, навистина верувам дека успеавме да ви ја подобриме сликата за тоа какви сте вие, всушност какви треба да бидете, да, како што кажавме, разликата меѓу она како сте доживувате и она што е реално да не биде толку голема. Се гледате со мене утре, повторно на интересна тема, гостинот и темата секако нема да ви ги откријам. Гледајте на 9:15 терминот за 24 од Сесрце. Довидување, останете со нас да ги погледнете најновите вести во 10 часот.